Идејата Yes for Less започна како една платформа, како еден Instagram профил пред неколку години со идеја да промовира одржливо живење. Што ви беше идејата со Сара кога започнувавте и што е денес Yes for Less? Вчера прочитав еден стих, вика вака: лесно е да се дели, тешко е да се спои. И мислам дека ние некако, можеби без да го знаеме тоа, почнавме со една идеја да споиме истомисленици кои се грижат за животната средина и сакаат да тргнат од себе за да променат нешто без да чекаат на некој друг. Тоа потоа прерасна во нешто поголемо, односно во нашата платформа, во која дел е и мрежата за зелени бизниси, која моментално брои 50 членки. Кој ви беше главниот мотив, освен ова што го велите, нели, да се промовира одржливото живење, за да стартувате едно, па јас би го рекла, движење? Главниот мотив ни беше да придонесеме за местото од каде што сме се родиле и каде што сме израснале, затоа што и двете заминавме на мастер студии во странство. И тоа што го научивме таму, некако видовме дека може да биде корисно и тука и дека фали такво нешто во Македонија. И ете, сакавме, односно најдовме еден начин преку социјалните медиуми и преку едукација да вратиме на местото од каде што потекнуваме. Јас би рекла дека одржливо живење почнува од свесноста за се што не обкружува, се што правиме и се што конзумираме во секојдневниот живот. Значи, од самиот момент кога ќе станеме или кога ќе решиме дали на работа ќе одиме со автомобил или со велосипед или со јавен превоз, па потоа кога го пиеме првото кафе, дали ќе земеме пластична лажичка, дали ќе одбиеме пластично капаче, и сите тие одлуки во текот на денот се редат и буквално има многу можност за промени. Значи, само ако почнете да се анализирате себе си, што конзумирате и како храна, и како производи, и како сето тоа придонесува кон поголемата слика, односно какви бизниси и практики поддржувате преку вашите одлуки, може да се добие една целосна слика за како ние придонесуваме во вкупната одржливост на нашите системи и планета. Кои се тие некои иновативни примери или иновативни производи или услуги кои што веќе се нудат на европско и светско ниво и кои што веројатно ќе дојдат и кај нас? Па, еве да речам, многу од бизнисите, односно иновациите кои излегуваат во странство, ја допираат така наречената sharing economy, односно економија на споделување, каде што наместо да купуваме, се оди на позајмување или па користење на работи кои веќе некој друг ги има. Например, една таква апликација за делење превоз. На европско ниво најпозната е BlaBlaCar, кај нас тука е RideShare и двајца млади дечки од Прилеп, бидејќи сватиле дека има проблем во нашиот јавен транспорт, тргнале да ја донесат таа идеја што веќе постои кај нас. Значи, тоа е наместо јас да треба да купувам автомобил, ако треба да одам во друг град, да можам да го искористам тој превоз кој најчесто е поефикасен од автобусите. Исто така позајмување, имаше една апликација во Шпанија каде што може да позајмуваш предмети од твојот комшија или од други луѓе од твоето мало, што кај нас да речам се уште не е изгубена таа комшиска култура каде што може да тропнеш на вратата на соседот и да го прашаш да ти позајми нешто, затоа што навистина има работи, еве како не знам, пегла на пареа, што може би ти треба еднаш во годината за да испеглаш костум кога одиш на свадба, меѓутоа не ти треба да го имаш тој предмет дома. Ако правиме една споредба помеѓу Македонија, односно жителите во нашата земја и жителите во европските земји, може ли да се каже дали кај нас веќе доаѓа на голема врата овој тренд? Јас мислам дека кај нас доаѓа бран на поголем конзумеризам, за жал, меѓутоа исто така доаѓа бран и на сите тие зелени промени, зелени проекти, одржливо живење и слично. И сега, како и за се останато, ние сме малце назад, односно кај нас се уште се зборува за рециклирање и многу мал процент од граѓаните рециклираат,
додека во странство рециклирањето веќе пред 10-20 години е нешто нормално. Има и кај нас свесни луѓе, значи се повеќе. Еве ние пред 4 месеци направивме еден чет на Инстаграм каде што споделуваме настани со еколошки тематики, исто така и повици за натпревари и слично. И баш броев и имаме споделено некои 100 настани во рок од 4 месеци, што е навистина за поздрав. Значи луѓето навистина немаат веќе изговор дека нема како да се вклучат, буквално може да дојдат на настан, да се запознаат со некој, да пробат да направат нешто заедно и слично. Кои се следбениците, кои се поддржувачите на концептот за одржлив живот? И нашата публика е од прилика од 25 до 35 години, најголемиот број, и е од Скопје, меѓутоа има и жители од други градови. Исто така интересно што има македонци што се преселени во странство, што не следат, меѓутоа сакаат вакви содржини на македонски јазик. Тие што не следат се родители и всушност сватиле дека сакаат да остават подобар свет за своите деца и од таму почнала таа грижа, затоа што многу од еколошките производи се исто така и поздрави производи и тогаш сватиле дека сакам на моето дете да му го приуштам најдоброто. Исто така голем дел се млади луѓе кои решиле дека не сакаат да си одат од оваа земја, меѓутоа ако веќе остануваат дека ќе пробаат да променат нешто, пред да дојде моментот да си отидат. Една од моите причини за враќање во Македонија беа токму тие луѓе. Спомена дека на вашата платформа веќе има околу 50 на домашни компании. Кои се компаниите, од кои индустрии доаѓаат, кои што промовираат одржлив живот и еколошки производи? Членките на нашата мрежа се претежно микробизнеси со 1 до 2 вработени, иако има некои поголеми со 10-15 вработени. И имаме како од делот на производи, така и од делот на сервиси. Сега во однос на индустриите, значи имаме најразлични индустрии, од козметичка индустрија, нега и хигиена, како например детергенти за перење, потоа имаме модни додатоци и облека, имаме, како што кажав, сервиси за делење превоз, платформи за продавање на предмети и облека од втора рака. Да речам, во секоја сфера од секојдневието, од секојдневното живење, да може да најдеш по нешто што ти треба. Може ли, Катја, да ни направиш некаква споредба во однос на тоа како се перципира и како се практикува одржливо живење овде во споредба со европските земји? Нешто што би сакала да го извојам од Барселона конкретно, каде што живеев 5 години, е што се популарни стануваат урбаните градини. Значи веќе ги има во секое мало таму. Тоа е еден концепт на простор каде што луѓето доаѓаат да поминат време во природа на некој начин, односно во допир со земјата, со производите кои ги јадат. Всушност тие даваат дел од своето време, за возврат добиваат производи кои се берат тој ден или можеби нема тој ден ништо, меѓутоа тој период, но исто така и како јавни простори кои се квалитетни, луѓето може бесплатно да ги користат во свој бенефити. Така, например, имам другарки кои слават роден ден во тие урбани градини. Имаме и тука една урбана градина, односно урбаната градина Бостаније во Лисиче. И тоа е супер пример како полека може концепти што се популарни во странство да се донесат и тука. Друга позитивна практика што би сакала да ја спомнам, како институциите и владите може да направат големи промени. Например, каталонската влада одлучи да им даде реупотребливи менструални производи на сите жени, со тоа што со еден удар решава два проблеми, тоа е менструалната сиромаштија и отпадот кој се создава од менструалните проблеми. Спомена дека најголем дел од вашите следбеници и поддржувачи се млади луѓе. Порасната ли е свеста меѓу младите и какви се трендовите од аспект на конзумеризам помеѓу младите во земјава? Например, има се повеќе надпревари за зелени идеи, одржливи идеи, каде што доаѓаат млади луѓе.
со своји идеи, дури ако не ги развијат во тој момент, можеби после завршување на факултетот би ги развиле. Младите треба да сватат дека иако сите сакаме да сме убаво облечени, значи може да се биде убаво и облечен дури да немаш 20 различни кошули или да немаш најнов телефон. Меѓутоа тоа мислам дека има подобрување во тој однос, со тоа што ете на пример се популарно е да се носи винтич облека или не знам да се излага во парк како што било порано. Меѓутоа ете јас лично би сакала да бидам повеќе во допир со таквите млади лица за да знам што им се нивните проблеми и каде уствари ние би можеле да интервенираме и кај помладата публика. Веќе имате и некои своји производи во понудата. Во кој правец во иднина ќе се развива Yes4Less? Многу ни беше тешко да одбереме што ќе биде нашиот прв производ, иако секогаш знаевме дека сакаме да имаме некој наш производ. И така ни дојде една идеја да ги направиме овие реупотребливи торби за zero waste пазарење, односно пазарење без пластика, во кое што луѓето може да се ставаат овошје, зеленчук или пак леп. Овие торби се конкретно направени од стари мајци, односно стара облека, која ние веќе не ја користевме. Може да помогнеме и на занаетчиите, тие да ги прават овие производи наместо ете да нарачаме торби од Кина. Нешто што многу не инспирира за промена е еднократната пластика, односно имавме идеја да направиме како промотивна кампања со различни кафичи за да ги мотивираме да престанат да користат пластични лажичиња и други непотребни пластични предмети, со тоа што ние би ги промовирале за возврат, значи да прерасне во едно движење каде што кафичите ќе се горди ако не нудат пластични производи за еднократна употреба. А друг проект кој мене лично многу ми лежи на срце е истражување на еколошките навики на нашите баби и дедовци. Да дадеш неколку конкретни применливи совети за тоа како некој кој што ќе реши дека од утре сака да применува поодржлив начин на живот, од каде би можел да започне? Мене еден од најомилените совети е луѓето да почнат да одбиваат работи што не им требаат, значи кога некој ќе ви понуди подарок или одите на настан, некој ви понудува пакетче со, не знам, тетрадка, торба, размислете дали навистина ви треба тоа. Или не знам, одите во кафич, ви ставаат директно цевка или лажиче, едноставно кажете не. И многу интересно да се видат реакциите на луѓето од кои одбивате нешто, затоа што најчесто не се навикнати на тие реакции, меѓутоа мислам дека колку повеќе го правиме тоа, толку повеќе и другата страна ќе почне да се освестува. Кои производи ги користите во вашето секојдневие, значи ете почнувајќи од козметика, храна, облека што ја купувате и почнете малце да истражувате од каде доаѓаат тие производи, кој ги направил тие производи, кој е нивниот отпечаток, од какви материјали се направени и не знам, изберете дека од утре наместо да користам шампон од супермаркет, ќе користам тврд шампон без пластична амбалажа или ќе користам во нашата мрежа пример имаме бизниси кои нудат повратна амбалажа и за возврат вие добивате попуст. Целта на сето ова на крај е од вакви мали чекори да дојдеме до едно повисоко ниво на свест каде што нели ќе сакаме да се замараме и со загадувањето на воздухот и на почвата и на се што не обкружува. Меѓутоа ако не почнеме од нешто ситно, не верувам дека ќе стигнеме до момент каде што ги гледаме и поголемите работи и поголемата слика.